Добро утро, почитувани гледачи. Редовен термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје, а утрово зборуваме за заштита на кожата во летниот период или најчестите проблеми кои може да се јават со кожата. Зошто е важно да ја заштитиме од штетните UV зраци, што значат заштитните фактори, на колку време, кои да ги користиме, според типот на кожата, според потребите и според тоа на која возраст сме. Но за сето ова ќе добиеме точни одговори, препораки и совети од доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација по дерматовенерологија Дерманова. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Да. Високи температури денеска до 40 степен, UV индексот на зрачење за денеска треба да биде 10, што е исклучително многу високо. Така. Тоа е многу Што висок индекс и тоа значи нели веќе портокалова фаза како што сите знаеме. UV индексот всушност покажува колкав е интензитетот на UV зрачење кое што стига до земјината површина и зависно од тоа колку треба да се како да се однесуваме, односно колку да се заштитуваме. Секој UV индекс над 3 налага заштитување од сончевите зраци. И сега видите, денеска очекуваме 10. Значи тоа е едно интензивно UV зрачење кога веќе се ограничува и движењето, особено во оној период помеѓу 11 и 17 часот, кога интензитетот е највисок. Потоа постепено UV индексот и опаѓа. Меѓутоа во тој период е многу битно нели лицата кои што особено ако имаат веќе некоја проблематика или чувствителните групи како што се бремените жени, возрастните над 60-та година или пак дечињата да не излегуваат надвор, да престојуваат во климатизирани простори, бидејќи покрај директните негативни ефекти од UV зрачењето, а тоа се на прво место изгорениците, може да настане и дехидрирање, сончаница, нели топлотен удар и така натаму, што веќе ја загрозува нели нашата општа здравствена состојба, а не само кожата. И налага дополнителна заштита, не само со фактори на кожата, туку шапка, очила, колку што е можно поголем дел од кожата да биде покриен со облека, за да немаме директна инсолација. Така, и што помалку да сме изложени во тој најкритичен да период, така бидејќи и заштитниот фактор и облеката и се она што треба да го користиме, ако долготрајно сме изложени на сонце, повторно нема да го постигнеме ефектот, односно ќе бидеме изложени на штетното влијание. Така, кај некои лица тоа може да биде и 10 и 15 минути. Например, светлите кожи може да изгорат на сонце доколку се незаштитени, значи доколку одите од една до друга точка низ градот, особено и ве поминате низ плоштата, ако се задржите подолго време или доколку пиете кафе на тераса со пријателите во тој период од денот и имате посветол тип на кожа, не сте заштитени со SPF. Средство може да изгорите после само 10 минути. По темните типови на кожа, тој период на, како да кажам, тој праг на толеранција е малку подолг, може да биде 30 на минути, меѓутоа и најтемните кожи горат веќе после 1 час најдолго. Едноставно никој не е амнестиран, никој не е комплетно заштитен. Меланоцитите се тие што ни ја пружаат заштитата од UV зраците и колку е тенот потемен, тие се толку погусто распоредени и даваат подобра и подолга заштита. Затоа велиме посветлите кожи полесно горат, не се толку заштитени, а потемните потешко. Меѓутоа, секој има извесен праг на толеранција после кој може да настане изгореница. А зошто се штитиме од изгорениците? Како прво место, нели тоа се директни оштетувања кои што воопшто не се пријатни, нели имаме црвенило, оток, болка, може да се јават и пликови, едноставно една интензивна инфламација која што може дури нели да доведе и до зголемување на телесната температура. Меѓутоа, тоа се само директните, непосредни негативни ефекти на една изгореница, односно предизвикана нели од UV зраците. Најстрашните, најсериозните нус ефекти од тоа изложување на UV зраците се јавуваат всушност после еден латентен период без никакви симптоми после 2, 3, 4 децении, а тоа се карциномите на кожа. Бидејќи изгорениците од сонце се фактор број 1 за појава на карцином на кожа и тоа меланомот, а продолжената акумулирана една незаштитена изложеност на UV зраците повеќе е одговорна за другите типови базоцелуларни и сквамоцелуларни. Меѓутоа, како и да се работи за рак на кожа. И она што е најважно и треба нели секогаш во предвид да го имаме, дека ако ја штитиме кожата кога сме изложени на сонце, го намалуваме ризикот. Така од она најсериозното и најстрашното така од карциномот. Да. Ќе погледнеме блок реклами па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи.
Како да ја заштитиме кожата во летниот период, утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација по дерматовенерологија Дерма Нова. Доктор Верче, секое излегување на сонце е сончење, не е сончење само кога одиме на одмор на плажа покрај вода кога сме, Така, дури и под сенка кога сме. Така? Да, тоа е најчестиот мит или заблуда, бидејќи кога ќе ги прашате пациентите дали користите заштитен фактор, да, секогаш кога одам на море, односно кога одам на одмор, што нели е погрешно бидејќи сонцето сјае насекаде, еве сега дури прилично силно сјае, така да секој престој на отворено подолг од 15 на 30 на минути да речеме, налага употреба на заштита од сонце и заштитни дополнителни средства. Без оглед дали работите во градината, дали се рекреирате, шетате покрај кеј, пиете кафе со пријателите, возите велосипед. Значи сето тоа е всушност изложеност на сонце, односно сончање, не е намерно сончање кога тоа ни е единствената нели цел, меѓутоа сепак ја изложуваме кожата на UV зраците. Така да. Заштитните фактори. Зошто се важни, зошто мораме да ги користиме постојано, на колку време, како да го одбереме вистинскиот заштитен фактор кој би одговарал и на типот на кожата, а во исто време и ќе ни ја заштити од изгоревци. Да. Заштитните фактори, значи основна нивна улога, всушност и зошто и биле измислени негде околу 30-тите, 40-тите години, мислам, е да не заштитат од изгореници. Значи, буквално и првиот SPF се однесува само на заштитата од UVB зраците, кои доведуваат до изгореници. Значи, едноставно како потреба за подолг престој на отворено, без да настане несакана последица како изгореница. Тоа е основната прва причина. Втората причина е да не заштити од UVA зраците, затоа сега секогаш гледате да пишува широк спектар, значи UVB и UVA заштита, бидејќи заштитата од UVA не може толку да се измери квантитативно, меѓутоа постојат одредени правила кои налагаат во еден фактор да биде тој однос заштита од UVB и UVA барем 1:3, бидејќи UVA зраците доведуваат до фотостарење на кожата, до мутации на ниво на клетка, значи оштетување на длабоките слоеви. Нивниот негативен ефект не е веднаш видлив како изгореницата, меѓутоа тој ефект се кумулира, доведува до загуба на колаген и еластин, значи она фотостарење од кое што нели сите на некој начин сакаме да го одложиме, да го забавиме или колку што е можно да го спречиме. Не е исто како природниот процес на старење на кожата, биолошкото старење е само една мала загуба, мислам дискретна загуба поради загубата на колаген и еластин, појава на опуштеност на кожата. Брчките, длабоките брчки, флеките, проширените капилари, неуедначениот тен, се тоа резултат на фотооштетувањето, значи оштетувањето од UV зраците. Затоа штитете се, значи не само што да не изгорите, да бидете подолго време, да имате подолго време младолик изглед, и најважното, ако секојдневно користите SPF средства, ќе го намалите ризикот за појава на карциноми на кожа понатаму во животот за дури 50%. Значи се тоа бенефити од SPF средствата, нема ниту една клиничка студија која докажува дека имаат некои негативни делувања. Така да мојата препорака е токму тоа, бидејќи се почесто гледаме карциноми на кожа кај се помлада популација, што не е случајно, нели, не само ради навиките кои што мислам дека во младата возраст кај тинеџерите се на најниско ниво, значи кај нив има најмала навика од користење на SPF и кај нив најчесто настануваат изгорениците. А и најдолго време се изложени на сонце, бидејќи сакаат да имаат убав потемен нели тен, а сметаат дека ако користат заштитен фактор нема да потемнат. Било кој фактор да го користите. Не е целта на одењето на одмор или летниот период да се вратите само со темен тен, така? Не во толкова мера, бидејќи ни еден фактор не ве штити 100%, да буквално ни еден зрак не падне на вашата кожа и никој не става онаа количина која што е препишана, тоа е 2 мг на сантиметар квадратен. Тоа е значи прилично големо количество од факторот, така да значи поентата е колку што можеме да се заштитиме, да имаме навика, особено од мали нозе, за да понатаму во животот немаме проблеми од типот на предвремено остарена кожа и појава на рак на кожа. И затоа е битно да го изберете најсоодветниот за вас SPF фактор. Бидејќи сега имаме како да го одбереме и кој број 15-ка, 30-ка, 50-ка? Така? Во однос на бројката,
Потемните кожи кои што по тешко горат, а лесно потемнуваат, може да користат и 15 фактор, тој заштитува околу 93%. 30 фактор заштитува дури 97%. Значи ги блокира УВ безраците и е резервиран за најголемата група, значи на луѓе кои што има, да речеме, некој не толку светол тен, значи кафена коса, кафени очи. Мислам дека тоа е сосема доволно и фактички препораките на Светската здравствена организација е да за да имаме за да имаме вистинска заштита од УВ зраците, 97% сосема доволно е најпрепорачуваниот тип на фактор, 30, додека 50 е генерално резервирана за чувствителните лица, лица кои што имаат алергија на сонце, многу бели кожи, лица кои што веќе имаат одредена проблематика од типот на витилиго, екзема, розација, значи за една комплетна заштита, максимална заштита од 98%. За кожата на лицето исто така имаме типизирани. Имаме за масна, комбинирана, нормална, сува кожа, има дури особено, значи, фактори кои што адресираат одредена проблематика плюс што ја има лицето, например хиперпигментација, мелазма, веќе постоечки флеки од сонце. Имаме посебни креми кои што се најчесто се препорачуваат тонирани да бидат, бидејќи последните истражувања утврдија дека изложеноста на сината светлина од мониторите, од екраните, всушност ја перпетуира, односно ја поттикнува таа пигментација и подолго и дури може да ја акцентуира. И затоа најновите типови на креми кои што се наменети за лица со склоност кон пигментација кои веќе имаат се во боја. Поентата што е? Секој да си го најде оној фактор кој најмногу му одговара, бидејќи само тој ќе го користи. Така, да. И сега, за среќа, веќе така и факторите односно кремите, лосионите, што и да е со заштитен фактор, се со многу лесна текстура, така, со многу убава формулација, за да не ви пречи кога ќе ја нанесете, едноставно ја ставате, не ја ни чувствувате, бидејќи ако ви е многу густа, ако ви е тешка за нанесување, ако ви пречи понатаму, ќе се откажете и нема ни да ја ставате. Да, никогаш може би со таква цел веќе се направени, така? Така, да, токму од тие причини, генерално најновите така наречени органски или хемиски филтри се со таква формулација да можат полесно да се нанесуваат и нели да се користат. Се уште минералните филтри кои што се од оној тип што оставаат бела трага, тие се наменети претежно за дечињата, значи особено во првата после 6 месечна возраст, да нагласиме, значи во првите години од животот, бидејќи тие имаат најмала можност од иритации и реакција во кожата при изложеност на УВ зраците. Затоа нив ги препорачуваме, постојат и наноформулации кои што исто така, иако имаат минерални филтри, се лесни за размочкување и не оставаат бела трага. Поентата е зависно од вашите преференции да изберете она што најмногу ви одговара, меѓутоа да го нанесувате на секои 2 часа и да бидете на тој начин да бидете сигурни дека сте заштитени. Да го нанесувате онолку колку што е потребно и барем да не речам барем 80% од потребната количина, да речеме за лицето, потребни ви се 2 линии од факторот. Значи нанесете од факторот на двата прста и тоа ви е мерка за да знаете дека ви е доволно за лицето да го покриете оптимално. Истата количина може би малку со втората линија да биде до рачниот зглоб се однесува за сите останати делови од телото, да речеме едната рака, другата рака, горниот дел од трупот, едната нога, другата, и на тој начин сте сигурни дека сте нанеле доволно. Затоа и препорачувам обично да биде факторот за тело во форма на млеко, бидејќи го гледате како го нанесувате и гледате да не пропуштите некое место, додека спреовите, бидејќи и имаме осетот и чувството колку сме нанесле дека на секој дел од раката. Дека е доволно, дека нема ништо пропуштено, бидејќи после тоа настануваат оние чудни изгореници, нели, каде што сме пропуштиле место, а од друга страна за лицето е многу важно, многу често луѓето ги пропуштаат одредени регии. Например, кај почетокот на косата, околу очите, ушите, задниот дел од вратот, особено кај мажите. Значи, ушите и задниот дел од вратот се најчести места каде што понатаму ги гледаме карциномите на кожа, бидејќи тој дел најчесто е пропуштен. Исто така, горниот дел од ланките, каде што ги гледаме и првите знаци на старење, да не ги пропуштаме. Значи, кога ставате на лицето,
задолжително вратот, деколтето и на крај завршите со дланките. Тоа зборам за секојдневната, нели, Кога рутина. сме во градската средина, така, на да. море, Бидејќи нема потреба да мачкаме така на делови кои што Ако е се со облека покриени, така, покриена со облека, нормално нема потреба, значи само на откриените делови. На море кога сме исто многу често горат горниот дел од стапалото, го забораваме. Колената исто се многу чувствителни. Значи сите делови треба да бидат оптимално заштитени. А исто се и најизложените на сонце, може и ќе седите под чадор, под сенка, така, Да. ама ногата ќе ви биде некогаш на сонце, И да. сенката не заштитува И сенката 100%, не, значи од прилика 50%, бидејќи има рефлексија од околината, од песокот, од водата, така да и под сенка е неопходно да се користи заштитен фактор. Исто така во вода кога сте, гледајте да биде водоотпорен факторот, меѓутоа и тој штити негде до 40 на минути. Така да во вода исто многу лесно може да се изгори, поготово нели да речеме горниот дел од грбот и самите UV зраци продираат негде до 40 сантиметри под површината, така да треба да бидете заштитени. Ако ви е малку тешко, издодевно, постојано тоа да се повторува на 2 часа, има и друга опција, тоа е облека со UPF фактор. Тоа е всушност SPF фактор за облека, кој што ја декларира заштитата што таа облека ни ја овозможува. И за мали дечиња да не мора... Посебно е практична за мали деца, бидејќи тие се постојано или во вода или играат на песок, така? Начално е измислена фактички за спортовите на вода. Значи едреличарите, сурферите, било кои спортови на вода каде што имаме многу силна рефлексија и од водата покрај од директно од сонце. немаат можност постојано да ставаат. Немаат можност за патени. Да. Исто и велосипедите, гледате како сте заштитени тие се. На долги нели патеки возат и така натаму. И кога ги споменавме дланките, така како рековте, ме подсетивте, на времето порано ракавици се носеле. Да, не случајно, било која слика е и дел од модата веројатно, влегле како еден моден детај. Најпознатата слика е девојка со чадорче. Значи користеле чадорчиња за да заштита што подолго нивниот бел аристократски тен, бидејќи тоа бил знак на убавина и на сталеж, значи на една социјален статус. Затоа носеле и ракавици, бидејќи на тој начин и многу подолго го одржувале младешкиот изглед на рацете. За жал сега се менуваат, па сега е во мода потемниот тен, па ако не се вратите со темен тен, тогаш како да не сте биле на одмор или секој ве прашува излегуваше ли ти воопшто на плажа, така, беше ли бела си се вратила назад, Мислам дека постепено се менуваат тие ставови и се надевам дека ќе биде во тој правец. Еве, мощно е важно за солариумите, мислам дека веќе трендот на употреба е прилично низок, мислам намален, бидејќи за солариумите веќе постојат клинички студии кои докажуваат дека една посета на солариум, особено по 35-та година, ви го зголемува ризикот за рак на кожа, за сите типови на рак на кожа, за дури 75%, а од друга страна интензивно и многу брзо ја старее вашата кожа, бидејќи солариумите користат само UVA лампи, кои продираат длабоко и прават оштетување на ниво на клетка. Така да не само тој потемнет тен не само што не е козметски прифатлив, ниту пак естетски, според мене ви носи само негативни ефекти понатаму во животот, прерано старење на кожата и ризик за рак на кожа. Така да тоа веќе мислам дека е апсолвирано, дека и помладите генерации се повеќе го одбегнуваат, што е за поздравување. Така да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот, а во исто време и ве подсетувам дека може да се јавите, да поставите прашања и да добиете совети и препорака од доктор Верче Тодоровска. Доктор Верче, витаминот Д, сончевиот витамин, потребен ни, ама се синтетизира само кога сме изложени на сонце. Од една страна се штитиме од штетните UV зраци, од друга страна како да го внесеме во телото? Генерално, значи постојат клинички студии кои докажуваат дека доволно е 10 минути, неколку пати во неделата, да изложите 15% од вашата кожа, што обично е баш откриените делови од телото, лицето, рацете, нозете, за да се синтетизира потребното количество на витамин Д.
И се препорачува тоа да се направи, значи кога не се највисоки, кога УВ индексот не е толку висок, нели? Раните утрински часови, како рековте, тука е некаде тројка, така УВ индексот на зрачење. И генерално, ако тоа е 10 минути, на тој начин го избегнувате оштетувањето на кожата, односно да не дојде до изгореници. Поентата е, нели, да имаме доволно витамин Д, меѓутоа да не го зголемиме ризикот за изгореници и понатаму рак на коша. А како што рековме, само најсветлите кожи горат за после од прилика минимум, нели, за 10 до 15 минути. Така да во тој еден безбеден интервал доволно е да се изложи само таа површина од кожата за да имаме доволно витамин Д и да не се плашиме. Доколку некои лица и понатаму имаат низок степен на витамин Д, може тоа да го надокнадат и со суплементација, нели, со додатоци во исхраната. И што е најинтересно, мислам, според мене, еве и генерално од праксата, многу мал број на луѓе користат SPF постојано секој ден во годината. Дури да користиме на целото тело, тоа го правиме само за време на летните одмори, кое што обично трае 7 до 10 дена. Така да останатиот дел од годината, а ние веќе имаме преку 240 сончеви денови. Значи, кај нас тоа е доволно секојдневното изложување, кое што и нормално, нели, се случува без заштита, да имаме витамин Д во доволни количини. И има некои митови дека изложеноста во солариум делува на витаминот Д. Тоа е погрешно, бидејќи солариумите користат само УВА лампи, а не УВБ. А УВБ е тој што ни е потребен за да го активира витаминот Д во кожата. Така да, постојат многу работи и вистини, и заблуди, и митови, и погрешни информации кои што ги знаеме и погрешно ги применуваме. Некој ќе рече имам темен тен, брзо потемнувам, па не морам да користам заштитен фактор. Значи, тоа е точно дека потемните типови на кожа, нели, за подолго време може да останат на отворено без да изгорат, меѓутоа ефектот на УВА зраците кои што не доведуваат изгореници, исто така они го добиваат. Значи, нивната кожа подеднакво старее како и на останатите, меѓутоа не е толку оптички видливо, да речеме, заради потемниот тен. Без оглед, после 40 на минути до 1 час и најтемната кожа може да изгори. Така да сепак користете заштитен фактор и однесувате се паметно под сонцето. Така, зраците продираат и преку стаклото и кога е облачно времето и велите кога сме и на сенка или под чадор заштитени, повторно сме изложени. Така, кога сме во автомобил, да речеме, имаме и професионалци кои што постојано се во автомобил и сметаат дека не се на отворено, нема потреба од заштита, меѓутоа стаклото ги блокира само УВБ зраците, значи не може да изгорите, меѓутоа УВА штетата ќе биде направена бидејќи тие продираат непречено низ стаклото. Имаме баш еден многу еклатантен пример на професионален возач кој што буквално едната страна од лицето која била изложена на негативните влијанија на УВ зраците е комплетно збрчкана, потемнета и делува, да речеме, за 90 годишен старец, за разлика од другата страна која што не била изложена на УВА зраците, или другата страна, која што го дава оној вистински ефект на она биолошко старење. И тука буквално се гледа што се може всушност УВ зраците да направат и колку може да наштетат. Таквото изложување е континуирано, секојдневно, така кај одредени професии. Професијата за жал налага така постојано да сте или така на отворено. Да, барем според мене, значи секој треба да има како навика, односно дел од својата рутина да биде барем лицето заштитено, бидејќи останатиот дел колку толку го покриваме со облека. Дури и сега на овие високи температури е добро да биде сигурно да биде покриен со облека, да биде густо ткаена таа облека за да навистина ни ја заштити кожата. А ваквата лесна, тенка, светла? Ленената облека некогаш малку морам да имам заштитен фактор. Малку продираат УВ зраците бидејќи сепак не е толку густо ткаен материјалот. И затоа немојте со маечка да се бањате, сметајќи дека на тој начин ќе се заштитите од УВ зраците. Бидејќи мократа облека се пропушта. Значи подобро намачкајте се со водоотпорен фактор 50 или земете маечка со УПФ. Со тоа сте дефинитивно како што многу мина знаат да направат, мислејќи дека се заштитени така. За изгорениците. Да, само да го слушнеме гледачот, па и прва помош при изгореници, и тоа е многу добро да го знаеме. Добро утро, повелете. Добро утро. Ало? Да, ве слушаме, повелете.
Кај постари жени се јавува старечки пеќи. Аха. Што да се употреби за тие пеќи? Добро. Ви благодариме. Дека за годините смета. Душа и брчки се јавува, али пеѓиве па уште повеќе смета. Ево нека каже докторката што препорачува од Добро, храна и така. Секако ќе слушнете. Значи, ова е една од најчестите проблематики која што се јавува со годините поради таа незаштитена изложеност UV зраците во текот на младоста. Значи, многу често ќе дојде пациентот и каже, ама јас веќе не се изложувам на сонце, јас се пазам, значи, буквално постојано. Ама како сте се однесували кога сте имале 20 на години или помали? Тоа е тоа, штетата е направена. Сега, кај возрастните, што е важно? Поготово кога имаме пигментација, дали на дланките, дали на лицето особено, многу често, значи, може тука да има и одредени преканцерозни состојби, значи, промени на кожата кои што со тек на годините може да се претворат во рак на кожа. Затоа е многу битно кај овој тип на промени на кожата да се направи прво дермоскопски преглед, тоа е со овој мал рачен микроскоп, буквално само се наслонува на кожата, се гледаат структурите за да се направи дистинкција, дали се работи за обично старечко флека или петно, кое што може да биде соларно лентиго, може да се работи за себроична кератоза, која е исто така бенигна промена, меѓутоа може тука да се крие и некоја преканцероза од типот на актиничните кератози или, не дај Боже, и лентиго малигна. Затоа е битно пред интервенција, пред избелување или било каков третман, да се направи добра диагностика за да се отклони можност, особено кај вака повозрастната популација, бидејќи со годините, со возраста расте и ризикот за појава на рак на кожа, бидејќи многу подолго време битисуваме под сонцето. Главниот ризик, како што рековме, е продолжена незаштитена изложеност на UV зраците која се кумулира. Колку што сме постари, повеќе кумулација имаме. А другиот фактор се изгорениците на сонце. Затоа се на некој начин и сите овие едукации да не дозволиме да изгориме на сонце. Бидејќи таа штета што тогаш ќе се направи, ја памти кожата и ни враќа понатаму со дури и појава на најстрашниот карцином, односно меланомот. Кај него главна причина се изгорениците и генетиката. Така да. Конкретно во случајов за пегите и флеките кога станува збор, има ли можност барем малку да се повлечат или е малку потешко веќе на тие години? Може да се прават одредени третмани, да речеме дури со течен азот доколку се работи за соларни лентига или пак за себороични кератози, постојат и одредени избелувачки, да кажам, па и со хемиски пилинзи, меѓутоа никогаш не се избелува за време на летото. Туку на есен и во зима, бидејќи тогаш UV зраците се пак колку толку нели послаби за да не биде нели да ставаме вода во буре без дно. Да, повторно во контакт со сонцето сме. Постојат процедури. Ќе се дојде на еден преглед, ќе се види за што станува збор и кои се можностите кои се нудат. Заштита на детската кожа, дечиња со атопичен дерматит, со екзема, може ли да се влоши во лето состојбата? Да, се случува и тоа, бидејќи екзема или атопичен дерматит значи премногу сува кожа. Значи кожа која што во оној површен слој и недостасува една масна материја која што ја заштитува од надворешните влијанија. А во текот на летото кожата е постојано изложена на некои иритирачки влијанија, дали хлорот од базените, солта во морската вода, сончевите зраци кои што се многу силни. Сето тоа дополнително ја пресушува и онака сувата кожа. И затоа тука негата е пресудна. Значи да се користи добро средство за заштита на база на минерални филтри или на база на органски филтри, зависно од возраста на детето, меѓутоа генерално гледајте да биде наменето за дечиња. И многу битно, на крајот на денот да се направи убава купка, значи убаво да се отстранат тие остатоци со синдети или маслени купки. Значи средства кои што темелно чистат, а не сушат. И веднаш потоа да се нанесе емолиент, било какво млеко за тело или од оние специјално наменети за после сончење кои имаат голема концентрација на пантенол, алоe, алантоин и така натаму. Значи хидрирачки компоненти, бидејќи во спротивно може да дојде до влошување, да испука кожата на некои места, да до чешање, гребаници и бактериски инфекции кои што се многу лесно настануваат во летниот период. Така да. И пред самиот крај, што доколку добиеме изгореници? За изгорениците не смеат да дозволат такво нешто да им се случи, ама за жал се случува. Да, еве изгореници и кај децата и кај возрастните. Значи во основа битно е да се тргнете од сонцето.
немојте наредните ден, 2, 3 пак да се вратите. Тоа е многу важно. Најважно е во првите моменти да се олади кожата на било кој начин, дали со ладен туш, ладни компреси, алоe вера гел, значи било што ја оладува таа температура и го намалува воспалението. Алоe вера гел може, дури и кисело млеко може слободно да ставате, јогурт, бидејќи тоа е лади прилично и веднаш ја смирува кожата. Постојат и посебни гелови, нели, како алоето, и штом се намали воспалението, да се хидрира кожата, да може полесно да се врати во нормала. Меѓутоа, ако е настанало поинтензивно оштетување, некогаш советуваме дури облоги од ациди борици, кортикостероидна антибиотска терапија, се зависно терапија преку уста, многу важно да се хидрирате, да се рехидрирате, бидејќи со изгорениците сте изгубили многу вода, па дури и протеини, доколку е тоа од повисок степен, така да хидратацијата во овој период е многу важна. Не случајно сега имаме лубеници, дињи, патлиџани, краставици, сите тие имаат многу вода и многу ликопен, многу антиоксиданци, што се многу важни за кожата да го претрпи овој стрес на некој начин, кој што е ката дневен и се повторува. Значи, многу хидратација, антиоксиданти, правилна нега и заштита секој ден, за да биде се во најдобар ред. И да ја заштитиме од фотостарење, ама и да го намалиме ризикот и да се заштитиме од она најстрашното и најсериозното, карциномот. Убавината и здравјето. Така, да. Ви благодарам, доктор Верче, за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.